Двајца работници во Македонија треба да работат за да достигнат продуктивноста на еден европски работник. Ова го покажала истражувањата на работодавачите во земјава. Велат, тие ги почитуваат законите и го испочитувале законското согласување, со кое минималната плата порасна за 1800 денари. Продуктивноста на нашите работници е на 50% од продуктивноста на работниците во Европската Унија, што значи дека на еден европски вработен треба двајца наши вработени. Тоа е проблемот не само на работниците, туку и на компаниите, особено на малите и новоформираните компании, кои не дека не сакаат да имаат попродуктивни работни места и не дека не сакаат да имаат поуспешни компании, туку се соочуваат со проблеми во делот на конкуренцијата. Синдикатите остануваат на барањето минималната плата да се зголеми на 500 евра и да се покачат и сите останати плати. Им порачаа на работодавачите дека за зголемување на продуктивноста треба да ги покачат и платите. Велат, револтот кај работниците е голем затоа што се најниско платени на Балканот и во Европа. Доколку планираат и понатаму да не ги плаќаат онака како што го прават тоа денеска, не може да очекуваат ниту зголемување на продуктивноста. Од една причина, нашите работници во Црна Гора, во Србија, во Хрватска, во Словенија, во Германија, во Австрија се продуктивни. Меѓутоа зошто? Затоа што таму платите се за 3 или за 4 пати повисоки од нашите. Од владата велат ки испочитуваат се што ќе договорат работодавачите и синдикатите. Врз база на социјален диалог е донесен и тој закон кој денес се почитува за минимална плата и ние максимално и коректно го почитуваме тој закон. За други законски измени кои би следувале понатаму, сепак треба да има одреден социјален диалог. Но со месеци нема социјален диалог, ниту економско-социјален совет, бидејќи се уште не е утврдена репрезентативноста на синдикатите. Со тоа, со законското согласување, минималната плата во март се зголеми за 1800 денари и сега изнесува 24.400 денари, со што остана меѓу најниските во регионот.